пропагандата од секогаш била алатка на оние политичари кои во своите врвни приоритети го немаат најдобриот интерес на граѓаните на кои треба да им служат. Ова издание на Проверено е посветено на пропагандата и на едни нови процеси кои ја затекоа Македонија, а кои вклучуваат и странски влијанија. Еве што ќе гледаме во ова издание на Проверено. Со години лажеа, ширеа говор на омраза, потпалуваа тензии, ги етикетираа критичарите на Груевски и учествуваа во едни од најсилните поделби на граѓаните. Сето тоа во име на лидерот, но медиумите на Груевски добиваат нови собственици, луѓе блиски до унгарскиот претседател Виктор Орбан. Што сакаат политичките пријатели на ВМРО-ДПМН, купувајќи медиуми на Балканот? Propose is to keep them in power or grab the power in Slovenia or here in Macedonia. The tactic is very easy. It's very similar to the current Russian tactics to generate fear, and you will need a very strong leader who will protect you. Освен во Македонија, Орбановата пропагандна машина купува медиуми и во Словенија. They can follow different kinds of politics. It's called populism. Whatever they take, they just are interested to no shame, to get support. Кој и зошто би го окрупнувал пропагандниот медиумски фронт во регионот? Кога падна власта на Никола Груевски, се чинеше дека брзо ќе падне и медиумската пропагандна машинерија која тој ја креираше. Се затвори неделникот Република, се затвори телевизијата Нова и други онлайн медиуми, но во последниот месец се случуваат процеси кои укажуваат на тоа дека пропагандата не само што останува, туку може да биде и добро засилена. Се случија двајца анонимни унгарци да купат дузина онлайн медиуми и една телевизија кои се поврзувани со ВМРО-ДПМН и Никола Груевски. Што бараат пријателите на идеолошките браќа на Груевски од Источна Европа во Македонија? И што купија? Маја Јовановска. Во изминатиот месец, неколку македонски интернет портали добија нови собственици од Унгарија. Република, Курир, Лидер, денешен Економски, Вистина и Нетпрес ги купи фирмата Динамик Медија, собственост на унгарската државјанка Агнес Адамик. Освен во овие портали, унгарски газда влези во телевизијата Алфа, односно еден од собствениците сега е Питер Шац. Овие медиуми, иако ја сменија собственоста, и натаму остануваат со истата провомровска уредувачка политика. Проверено истражуваше кои се унгарските газди и кој е нивниот интерес да купуваат македонски медиуми. М-Медија е фирмата која издава неколку интернет портали: Курир, Лидер, денешен Економски и Вистина. Овие медиуми, особено Курир, беа златната кокошка на екс-премиерот Никола Груевски за време на неговото владење и од финансиски и од политички аспект. Низ овие медиуми поминаа милиони евра во вид на реклами од државни институции, но и од фирми кои добиваа милионски тендери од претходната власт. Овие портали беа и натаму се главната пропагандна машинерија на ВМРО-ДПМН, преку кои се спроведуваат валкани политички кампањи и се оцрнуваат неистомислениците на партијата, сега предводена од Христијан Мицковски. Фирмата М-Медија е формирана во 2009 година, а прв собственик беше Ацо Мисајловски, брат на поранешниот министер за транспорт и врски Владо Мисајловски, кој сега е подпредседател на ВМРО-ДПМН. Во 2015 Ацо Мисајловски излезе од собственоста, а газда стана извесен Саше Стојановски, 30 годишен од Скопско Драчево. Тој се уште се води како уредник во порталот Курир. Стојановски беше единствен собственик си до април годинава, кога 51% од вкупниот удел од 5000 евра го купи фирмата Динамик на унгарката Агнес Адамик, а Стојановски ја задржа собственоста од 49% или 2400 евра. Фирмата Динамик првично беше регистрирана на истата адреса кај што се наоѓа телевизијата Нова на бизнисменот Сеат Кочан, а од минатата недела се пресели на адресата на порталот Курир зад универзалната сала во Скопје. Го побаравме уредникот на Курир Стојановски за да даде свој коментар за продажбата на порталот, но тој не одговори на нашите повици. Унгарката Агнеш Адамик кон крајот на април годинава стана и собственик на порталот Република. Таа од Доне Дуневски го купи уделот од 51% и за 2600 евра стана доминантен собственик.
Прв собственик на Република беше мистериозната компанија Iresine Limited од Белизе, која во 2012 година беше формирана во Панама. Ова се копии од оригиналните документи кои проверено ги зеде од Централниот регистар. Од нив може да се види дека управител на Iresine Limited била Ники Стилијану од Кипар, име кое се појавува во десетици други офшор фирми во датабазата на Panama Papers. Во 2016 година во собствеништвото влезе 45 годишниот Доне Доневски, име непознато во медиумскиот бизнис, но лице од доверба да го води порталот преку кој многу често со мега интервјуа се обраќаше Никола Груевски. Република се уште продолжува со истото темпо да ја поддржува политиката на ВМРО-ДПМН. Последниот медиум кој го купи Агнес Адамик е Нетпрес, во чие сопствеништво влезе минатата недела. Таа сега е косопственик, заедно со Дејан Николовски и Лидија Станчевска-Кумева. Го побаравме за коментар Николовски, но тој во телефонски разговор ни одговори дека тоа е приватен бизнис и не би сакал да коментира околу продажбата на фирмата која го издава Нетпрес. Предходен собственик на порталот Нетпрес беше компанијата Финзи Дойл, а чиј управител беше сликарот Коста Крпач, кој почина под мистериозни околности. Неговото име се најде на списокот на лица кои беа амнестирани од председател Ѓорѓе Иванов за предмети кои ги истражува специјалното јавно обвинителство. По само неколку месеци од објавата на амнестијата, Крпач изврши самоубиство во неговиот стан во Капиштец. Унгарски газда доби и телевизијата Алфа. По собствеништвото влезе Питер Шац, собственик на неколку медиуми во Словенија и во Унгарија. Од документите од Централниот регистар може да се види дека тој својата фирма во Македонија, Target Media, ја основал на 11 април минатата година со основачки влог од 5000 евра. Преку неа влегува во собствеништвото на ЦХС Инвест, заедно со известен Горан Балаќ од Србија. ЦХС Инвест пак купува 56,9% од уделите на Алфа Скоп, која е единствен собственик на телевизија Алфа. За сега останува мистерија каква е поврзаноста на Агнес Адамик со телевизијата Нова на Сеат Кочан, со оглед дека таму беше првичната адреса на која беше регистрирана. Телевизијата со месеци емитува стара програма, а вработените немаат земено плата од септември минатата година. Тие пред неколку дена до Основниот суд Скопје 2 поднесоа предлог за отворање на предстечајна постапка за телевизијата. И за оваа телевизија имаше неофицијални информации дека ќе се продава, но за сега останува во собственост на Кочан, кој е обвинет во случајот Труст на СЈ. Ова што го гледате е една реклама која со месеци се шири на медиумите кои важаа за блиски до пропагандната машинерија на Никола Груевски. Кој е тајниот рекламер? Не се рекламира на ниту еден друг медиум. Тоа е Петар Шац, истиот човек кој чествува во собственичката структура на медиумите кои на големо се пазарат во Македонија во последниве 3-4 недели. Но за што станува збор? Ова сепак не е една обична инвеститорска медиумска акција. Ова е повеќе една поголема регионална операција водена од одметнатото дете на Европската унија, унгарскиот председател Виктор Орбан. Кои се нивните намери? Кои се овие луѓе? Разговаравме со колеги од Словенија и од Унгарија. Да чуеме што мислат. Peter Schatz used to work in the private sector. He used to work for a big radio broadcaster, and then he went to the Hungarian public television. Here his profession was to find a financial background for new productions, to how to find sponsors, get money and make new programs and new shows for the TV. And he was very successful. And a few days before, he left the public TV and went to the private sector, and suddenly, 3 years ago, he appeared as one of the most important owners of the Orban's media. This media, which Schatz owns, it's the Ripost media. They have a daily newspaper, a TV show and a radio show, and an online news site. They are financed by the Hungarian government and indirectly, because the Hungarian government runs campaigns for the government. These campaigns were anti-migrant
campaign that we should stop them and keep Hungary as a Hungarian country. It was the anti-Soros campaign and anti-European Union campaigns. And they're running this advertisement in this media, they're spending a lot of money in this media. And it's very important that this media, Ripost, is running the most, this new invention of the communication of Orbán and his chief advisor Habony, was this to mixing the political propaganda with tabloid and gossip. So you find the classic gossip news and then on the other side the political propaganda. They found out that Orbán has found a recipe for winning the public in Slovenia. And when they found out, they start making links with Orbán and becoming friends. So this was then we knew this. No, this was then the development. You know? Orbán became a model, and they were looking at him and simply trying to copy his way of doing it, his strategy, political and media strategy. Who was trying to do it? In Slovenia, this was Janez Janša. So the right leader, even extreme right leader, and you know, he succeeded. How did Janša appear to be extreme? Janša? How would you describe him politically? In Europe, you had in the last years spread of Nazi fascistic movement, you know. Extremists, they're rising everywhere. Also in Slovenia, a part of this wave in Slovenia is now represented by Janša. Like, for example, his party can doubt about Holocaust, attacks women. We were surprised, but after that was just the first surprise, and a bit later we found out the logic behind it, because this Árpád Habony, who is the chief advisor of Orbán, is behind the communication. And he set up 3 years ago an international consulting company in London with an American guy, Arthur Finkelstein, who died last year. And they started to make business in Central Europe and the Balkans, and they not selling, or they are not only a consulting company and giving advices for politicians, but they setting up whole media plans. And as part of this, we found out that the SHOT is very closely linked to Habony, and this is an explanation why are they helping to politicians who are whose thinking and way of doing politics is close to Orbán. Who was Danov Consulting officially working Sorry? for in the Balkans? Danov Consulting. We don't know. We have rumors about these countries, but no one knows for sure, and no one can speak about it openly. We know Croatia, besides Macedonia and Slovenia, and there were rumors about some politicians in France, but we don't know anything for sure. But the investments in media in Slovenia and Macedonia are very clear signs that they are present here. The proposal is to keep them in power or grab the power in Slovenia or here in Macedonia. The tactic is very easy. It's very similar to the current Russian tactics, that to generate fear, and you will need a very strong leader who will protect you. And you have to go against the classical Western values, because they say that the Western world is collapsing and a new kind of world order will emerge, and this is linked to Asia, Russia, but not to the United States and Western Europe.
because of his extremist politics, he doesn't have access to normal media. That means in Slovenia, national television or bigger daily papers. So he created his own alt-right, like Trump did, Breitbart, web portals and also internet television and so on. And then he's spreading this. But this debate slowly is influencing also mainstream. So although we don't have migrants, although we don't have, then everyone is speaking about Islam and Muslim and this, and that's the way he's doing. But he's doing it. It's a strategy. It's not that he's convinced to do it. It's a strategy, and he learned it from Orban. And this is sorry. Political pragmatism, no ideology. No, I mean these parties, they are not ideological. They don't have a particular program that they are convinced by it. They take their parties like a firm. So, and they see what the strategy is, how to get voters, and voters mean for them money. So they can, they can follow different kinds of politics. It's called populism. Whatever they take, they just are interested to no shame to get support. In our countries, there are people who are disappointed by the transition, and they are really hurt by it. So a kind of a shortcut to this is to find kind of a new virtual enemy, and this is what he's exploiting and building this policy. So this virtual new enemy can be migrant, can be a Jew even, can be a woman. This is what they're doing. They're spreading these kinds of, they're creating new enemies. Груевски никогаш не ја криеше својата близкост со Виктор Орбан, но се чини новото ВМРО продолжува по старите стапки и ги чува старите партиски пријатели. Минатата недела го видовме Христијан Мицковски, новиот председател на ВМРО ДПМН, во друштво на Јанес Јанша и Виктор Орбан во Словенија. Господине Николовски, дали знаете која е Агнеш Адамик или Агнес Адамик? Не, освен што во одредени медиуми прочитав дека е собственик на одредени медиуми во Македонија. Да, на порталите Нетпрес, Курир, Република и така натаму ги има многу. Да, мислам дека така беше во медиумите. Да. А Динамик Медија, ја знаете ли таа? Не. Таа компанија, тоа е незина компанија. Не е моја работа да се занимавам со компании, така што освен она што имам прочитано во медиумите, не. Знаете ли кој е Петар Шац? Не, освен повторно од она што го прочитав во медиумите. Што прочитавте? Па дека е исто така собственик, мислам, на некој портал или медиум. Питер Шац со Балач ја основаат таа ЦХС Инвест Груп. Нивна е Таргет Медија и купуваат 56,9% од уделите на Алфа Скоп, односно на телевизија Алфа. И така стануваат мнозински собственици на телевизија Алфа. Знаете ли дека Петар Шац е собственик на најуспешните медиуми на Орбан, кои ја поддржуваат Орбановата политика? Овие медиуми се финансирани од владини кампањи, значи од владеачката гарнитура на Орбан. Што значи владини кампањи? Против антимигрантите, против Европската унија, против невладините организации, анти-Сорос. Видете, мислам дека собствеништвото на медиуми во Република Македонија е слободно и секој оној кој што претпоставам дека наоѓа бизнис логика да инвестира во одредени медиуми го прави тоа. Мене тоа што повеќе ме загрижува и ќе ми дозволите да за одредени работи не бидам експлицитен со имиња затоа што ме замолиле од страв одредени луѓе да не ги кажуваме имињата, е што сум го кажал тоа и претходно на едно соочување со Радмила Шченевска, постои сериозен страв кај одреден број на компании во оваа држава, кои што дале своји реклами во одредени медиуми и се интензивно посетувани од Управата за јавни приходи, Пазарната инспекција и Финансиската полиција. И она што пријателски им се кажува, во наводници пријателски, е дека би било добро да не рекламираат во одредени медиуми,
затоа што на тој начин би си ја улесниле работата со овие инспекции кои што им доаѓаат, што мене сериозно ме загрижува за односот кој што власта сака да го има кон одредени медиуми. Например, само со ова ќе завршам, во овој момент не постои, знаете, секаде има уредувачка политика која што е поблиска на власта или на опозицијата, во овој момент не постои пишан медиум, односно весник, кој што можеме да кажеме дека е проопозиционен. И тоа сериозно ме загрижува во овој момент за состојбата во медиумите, а додека во овој условно кажано телевизиски свет видовме како голем број на медиуми наеднаш ја сменија уредувачката политика, што говори за тенденциите на оваа влада. И да бидам до крај јасен и директен, мислам дека одредени постапки кои што се правеа додека ВМРО-ДПМН беше на власт не беа во ред. Јас лично за тоа и го кажав и моето мислење и кажав дека тоа не е во ред и дека мислам дека не треба да се повторува во иднината, но ова што го гледам сега, оваа влада доби поддршка да ја води државата, е дека ги продолжува тие практики, да не кажам и ги влошува во одредени сектори и тоа ме сериозно загрижува и како граѓанин и како опозиционен политичар. Прво велите дека ве загрижуваат финансиски истраги, но не ве загрижуваа финансиски истраги во времето кога владееше ВМРО-ДПМН врз одредени медиуми. Освен тоа, овие финансиски истраги сам знаете дека се водени од СЈО, тие и тоа го има најавено. Е сега околу проопозиционите медиуми. Токму овие кои ги набројав, значи Република, Курир, Нетпрес, телевизија Алфа, се проопозицијски или про-ВМРО. Дали ве загрижува влезот на Орбановата политика во македонските медиуми? Не мислев на истраги кои што се водат од СЈО, мислев на притисоци кои што се вршат, директно ги набројав од кои три институции, значи Управата за јавни приходи, Финансиската полиција и Пазарната инспекција, кои што немаат врска со одредени активности кои што специјалното обвинителство ги води. А не сте запознаени со сите да бидам директ, па ги објавуваат јавно. Да, но не сте запознаени да бидам предистражни постапки. Апсолутно се слагам, но тоа што го имам како информација е дека не се работи за работи каде што учествуваат припадници или не знам како се викаат точно на специјалното обвинителство, туку на овие редовни институции три кои што се под директна контрола на владата. И уште повеќе ја кажам, тие практики од минатото мислам дека беа лоши и дека мислам дека беа лоши и мислам дека беше грешка што се прави и дека не треба да се прават сега и во иднина, за жал гледам дека се прават. По однос на сопствеништвото, мене повеќе ме интересира или ме загрижува уредувачката политика на одредени медиуми, отколку кој е сопственик. Во однос на уредувачката политика, она што мислам дека е добро во Република Македонија е да имаме една избалансирана уредувачка политика, која што повторно ти ви кажам, не ја гледам ни сега, ни во минатото и сум сериозно загрижен како и ние како опозиција би ги пласирале нашите пораки до јавноста и до граѓаните. Тоа значи дека, да бидеме прецизни, не се согласувате со наметнување на Орбанова политика во овие медиуми? Јас ги следам тие медиуми кои што ги спомнавте, не гледам дека има било што од Република Унгарија кој што е пренесено тука. Унгарија е пријателска држава, да не забораваме дека силно не поддржува за односно вредностите кои не постојат всушност, не демократските. Па ние сме во исто политичко семејство со Виктор Орбан. Значи ли тоа дека да бидам искрен, не верувам дека тој лично би се мешал во медиуми во Македонија. Дали ја поддржувате Орбановата политика? Велите дека тој вас вие го чувствува како пријател? Во одредени во одредени сегменти во одредени не, например, во делот на мигрантската политика имавме многу слични ставови, се уште ги делиме, да не забораваме дека Македонија беше таа држава која што ја затвори мигрантската рута, која што проложуваше нагоре на север, зашто беа благодарни голем број држави од Европската унија, вклучувајќи ја и Германија. Тој се спротивставува воопшто на влез на... Да, тој имаше малце поригидна политика, но факт е дека ние во однос на тој дел имавме слична или иста политика и со Унгарија, и со Словенија, и со Австрија, и со Германија. Во однос на останатите сегменти морам да ви кажам дека на дневна основа не ја пратам политиката таму, затоа што не е ни соседна држава. Да следите политиката на Орбан и да сватите за каква политика станува. Знаете како гледам, во демократска држава, а што ме членка на НАТО и на Европската унија се претпоставува дека е демократска држава,
треба да ја поштуваме волјата на народот. Ако луѓето одлучиле тие луѓе нив да ги водат, тогаш не можеме ние од Македонија да им кажуваме дали е тоа добро или не, како што и ние не сакаме некој од соседните држави или од Европската унија ни кажува кој нас овде не води. Ве загрижува ли седнувањето во прв ред на Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМН, во прв ред со Орбан кога оди на конвенцијата во Словенија на Јанес Јанша? Не, напротив, мислам дека тоа мислам дека е тоа едно сериозно признание и за ВМРО-ДПМН и за нас како држава, затоа што лидерот на во моментов најголемата опозициона партија во Словенија и најверојатно иден премиер според сите анкети, го покани ВМРО-ДПМН да учествува на неговата конвенција на која што ги представи своите кандидати. Така што мислам дека е чест за ВМРО-ДПМН да биде во едно такво друштво. Во прв ред со Орбан. Да, покрај Јанша, таму беше и Мицковски, а не забораваме, таму беше и Манфред Вебер, кој што е претседател на Европската народна партија во Европскиот парламент, инаку е од Баварија, од ЦСУ, коалициониот партнер на ЦДУ на Ангела Меркел. Вие оставате впечаток на умерен политичар во ВМРО-ДПМН. И сега, навистина е загрижувачки ова што го говорите, дека се радувате и аплаудирате на стапките по кои оди и Христијан Мицковски, а и вие очигледно, на поддршката на Орбан од страна на Груевски, на Иванов, кога му доделуваше орден. Вака се. Прво, благодарам на тоа што го кажавте. Ние имаме овдека за одредени работи. За одредени работи имаме за одредени работи имаме исти и различни мислења и тоа се вредности. Но тоа што треба да имаме предвид и во какви услови се наоѓа ВМРО-ДПМН, тоа што се направи чест на нас како партија, партијата ја представува претседателот, да учествува на конвенцијата на во моментов најсилната опозициона партија, за мене е плюс, не е минус. И е признание плюс. Ние утре ќе учествуваме на состанокот на Европската народна партија во Софија, прв како ново раководство. За мене е плюс што не канат. Ќе имаме средба со претседателот на Европската народна партија. Тоа е некоја поддршка која што Европската народна партија сака да ја даде. Сега кои се членови внатре ние не можеме да бираме. Но не морате да кажете дека ви е чест. Па чест е да седите во Словенија со едниот премиер. Говорам за Орбан. Идниот премиер на Словенија одлучил да го покани и него, и Вебер, и останатите. Не можеме да му ги бираме гостите. Ви благодарам за тоа. Благодарам на поканата. Транспарентната медиумска собственост е важна. Важно е да знаеме кој стои зад медиумите, кои се убедуваат да не убедат или да ни прикажат одредени ситуации. Дали тие работат со факти, дали имаат скриена агенда или не. Ова проблем од секогаш бил горлив во Македонија, но сега гледаме дека ова не е само македонски проблем. Ова е европски проблем. Само симптомите најлесно се манифестираат во послабите демократии, какви што се балканските држави. Се гледаме и во следната епизода на Проверено, следниот вторник во 19:30 на телевизија 24. Јас сум Сашка Цветковска од истражувачката репортерска лабораторија, а вие гледате и слушате само проверени информации кои доаѓаат од медиуми, кои не се срамат и не се кријат да кажат кои се и од каде доаѓаат.